Дали е во прашање колективниот договор или за уздување на културата? Премиерот Христијан Мицкоски возврати за вчерашниот протест, посочувајќи дека станува збор за мала група на луѓе вулгарни и агресивни. Посочи дека колективниот договор во културата бил усвоен без позитивно мислење од Министерството за финансии. Ова мала група на луѓе, вчера ги гледам, прилично вулгарни и агресивни, прават. Значи, мора да сме свесни дека за да еден колективен договор биде апликативен и применлив, мора да има позитивно мислење на Министерството за финансии. Овој колективен договор нема негативно мислење, дури и претходната влада, министерката тогашна, мислам дека е Нина Ангелеска, има даено негативно мислење за овој колективен договор, дека средства во буџетот не се обезбедени. Очигледно премиерот е погрешно брифиран, но и дека станува збор за уметници, а не за вулгарни агресивни луѓе кои бараат тоа што им следува, велат од синдикатот. Посочуваат дека на јавната седница на Уставен суд на 8 април годинава судијата известител кажал дека ги прибавил сите потребни докази, вклучително и Министерство за финансии, и потенцираше дека не постојат формални пречки и незаконитости. Мислам дека премиерот е многу погрешно брифиран, бидејќи во јавност беше прикажана седницата на Уставен суд и таму судијата известител прво и јасно посочи дека се разгледани сите формални аспекти во однос на донесувањето на колективниот договор за култура и дека Уставниот суд по службена должност ги прибавил сите докази, почнувајќи од Министерството за финансии до овластувањето од влада за подпишување на колективниот договор и неговата регистрација во регистарот на тогашното труд и социјална политика министерство. И донесе, значи Уставниот суд јасно кажа дека нема никакви формални пречки за да постои овој колективен договор за култура. Точно е дека во мое време е подпишан колективниот договор и точно е дека целта беше да се даде важност на културата, вели поранешниот министер за култура Хусни Исмаили. Посочува дека без задоволни уметници, односно работници, не може да зборуваме за култура, а нејасно е како најгласните во опозиција, сега на власт, го оспоруваат правото на културните работници. Многу луѓе тогаш од позиција на опозиција и членство во тогашниот синдикат беа гласни за да се донесе колективниот договор, за сега да биде оспоруван од позиција на висок функционер во културата кој беше меѓу најгласните. Нејасно е како одеднаш го оспоруваат мојот подпис и како одеднаш истиот колективен договор сега е неприфатлив. Колективниот договор кој го потпишав претходно беше поминат на седница на влада, каде сите министри, вклучително и министерот за финансии, гласаа за тој колективен договор, а истиот за тогашниот премиер беше во тек од првиот до последниот ден на донесување на колективниот договор. Културата е еден од столбовите што цврсто ја држи државата, нацијата и општеството во целина. Сегашниот министер за култура и туризам Зоран Љутков од позиција на член на синдикатот во 2019 година бараше да се потпише колективниот договор за кој сметаше дека така срочен представува вистинска визија за развој на културата во Македонија. Културните работници бараат да се потпише колективниот договор, затоа, почитувани господа од власта, доста изговори и фатете се за работа. Дајте го јавно на увид колективниот договор. Не ја решавајте судбината на културните работници по партиски штабови. Но ако вие немате доволно ресурси и капацитет, ние го нудиме својот конструктивен придонес во донесувањето на овие особено значајни стратешки документи за вработените и воопшто за состојбите во културата во Република Македонија. Каков ќе биде исходот од борбата за колективниот договор, ќе треба да се почека на одлуката на Уставниот суд.